Закани навреди, а некогаш и физички напади. Над 70% од лекарите во земјава се соочиле со насилство на работното место. Лекарската комора бара брза разрешница на секој инцидент. Оттаму реагираат на бавното институционално постапување, што ги обесхрабрува лекарите да пријавуваат. Додека зборев со телефон, ме удри, ми излета, се растори службениот телефон. Па јас одам на работа да лечам луѓе, не одам на работа да ме вреѓаат каква сум, што правам, како правам, лечам луѓе. Го пријавив кај двајцата директори, го пријавив во Министерство за здравство, го пријавив во МВР. Проверив кога бевме на средба со јавно обвинителство, нас никој не повика со години. Ваквите напади имаат и психолошки последици врз здравствените работници, велат од комората. Колеги дошле, па морале да примаат терапија. Искрено ви кажувам, и тоа потешка од терапија од некои пациенти на кои сум им дал. И на крај сепак сме продолжиле да ги лечиме луѓето. Од Министерството за здравство пак велат дека свесни се дека здравствениот систем не е идеален и дека во многу случаи пациентите се фрустрираат од долгото чекање и хаосот во болниците. Министерот Алио најавува подобрување на условите, но не само за лекарите, туку и за пациентите. Ке го подобриме системот за закажување на термин, бидејќи од тука почнуваат фрустрациите, првите фрустрации, но исто така треба и да имаме сегде дигитално информирано време за чекање, за да може да знае он колку да чека. Знаете, ако не се информирани колку треба да чекат, нормално се буди тој револт, затоа треба да работиме и на крај да стигнеме до систем кој што ќе биде заштитен и лекарот, и медицинскиот персонал, но исто така и пациент. Со измените на Кривичниот законник во 2023 нападот врз медицинско лице се третира како напад врз службено лице. Според податоците од Министерството за внатрешни работи, изминатава година се поднесени 2 кривични пријави за кривично дело напад врз здравствен работник.